Министерството за култура продолжува со нестручното работење и партизација на културата во Република Македонија. Наместо напредок и уште поголем професионализам во споредба со досегашните случувања, во културата доминираат тенденции за варваризам и некултура. Партискиот реваншизам и политиките на чистки се подигуваат на сега на едно сосема ново ниво. Покрај живите луѓе кои најавија дека ќе ги јадат, сега решија да се пресметат и со неживите, односно со спомениците. Во својот новоназначен Совет за култура, министерот Ала Ѓозовски постави изразито партиски и соросови кадри, чија единствена цел е да ги промовираат личните фрустрации на поединци како научно мислење на стручните фели. Од Советот, во кој членуваат луѓе како Ѓунер Исмаил, Владимир Милчин, Мирослав Грчев, не може да се очекува ништо повеќе од опасните и штетни агресивни најави и закани дека спомениците на културата ќе бидат новата суровина за металуршката индустрија. Ќе ги минираме, ќе ги стопиме, ќе ги уништиме. Ова е наративот кој новоназначените советници на министерот го форсираа гласно и нападно со години наназад, кога станува збор за одбележјата кои ја слават македонската историја. За овие луѓе, цитирам, оној воин, со се мајка му, со се татко му Никола Карев и како што рекоа, целата булумента која служи за подсмев, се наврада за нивниот вкус и навреда за интелигенцијата на граѓаните. Во СДСМ се дискутирало безмилосно и радикално, вели председателот на Советот за култура на новиот министер. Тоа може да се очекува од СДСМ и го демонстрира односот на оваа партија кон историјата на нашата држава. Но таквите ставови не се ставови на мнозинството граѓани на нашата земја и им препорачуваме да бидат многу внимателни во канализирањето на сопствениот бес, фрустрации и радикалност. Во македонската култура немало, нема и не смее да има простор за варваризам. Само за споредба, ќе ви ги соопштиме имињата на оние кои членувале во Советот за култура за време на владењето на ВМРО ДПМН. Академик Цветан Грозданов, режисерот и професор Љубиша Георгиевски, познатите Оливер Белопета, Раде Силјан, Ацо Станковски, диригентот Борјан Цанев. Членови беа и професорот Митко Хаџипулја и Милчо Манчевски. Ќе ве замолиме споредбата меѓу овие луѓе да ја направите сами. Ви благодарам. Благодарам.